По пат на писмени инструкции, што било во согласно со правилникот, во 1911 година бил избран нов Централен комитет на организацијата во состав Тодор Александров, Христо Чернопеев и Петар Чаулев. Започнала нова фаза од дејствувањето на Александров, кој застанал во врвот на македонското револуционерно движење. Со влегувањето на Тодор Александров во Централниот комитет, организацијата покрај четничките методи на борба започнала со практикување и на терористички акции. Во периодот од 1911 до 1912 година ВМРО извршила неколку терористички напади ширум градовите во Македонија: Штип, Кочани, Дојрак. Овие динамитни, наречени магарешки атентати имале за цел да предизвикаат поголеми човечки загуби кај цивилното турско население и свртување на вниманието на големите сили и балканските држави кон неподносливата ситуација во Македонија. Во предвоените години кои биле вовед во балканските војни, организацијата ја отфрила соработката со припадниците на поранешните врховистички чети кои поставувале услови за соработка што биле неприфатливи. Во септември 1912 година Тодор Александров издал наредба до околиските војводи на Скопскиот револуционерен округ да го преследуваат врховистичкиот војвода Тане Николов, доколку влезе на територијата на Македонија, бидејќи станал орудие на неколкумина честолюбци од старите врховисти кои сакаат да ја завладеат организацијата за постигнување на своји и туѓи нечисти цели. Во Првата Балканска војна 1912 година Александров начело на четите на ВМОРО и селската милиција учествувал во завземањето на градот Куклуш, неколку дена пред пристигнувањето на бугарската војска, каде во ноември 1912 година бил назначен за окружен управител. Кон крајот на 1912 и почетокот на 1913 година, кога се поизвестна била новата меѓусојузничка Балканска војна, ЦК на ВМОРО и Тодор Александров, како негов највлијателен член, преку два мемуара побарале од владата на Бугарија и бугарскиот цар етногеографската територија на Македонија да влезе во рамките на Бугарија, но ако тоа не е можно, во никој случај да не дозволи поделба на територијата на Македонија. Во Балканските војни 1912-1913 година ВМРО како организација зела активно учество. Четите на организацијата самостојно или во содејство со другите сојузнички војски ги ослободувале сите населени места во Македонија. И Тодор Александров, како личност во македонското револуционерно движење, се вклучил и во Првата и во Втората Балканска војна и зел активно учество. Интересен е фактот што не само Тодор Александров, туку и другите македонски револуционери и од левицата и од десницата зеле учество во бугарската администрација во Македонија. Сигурно сите ќе се прашат зошто. Дали имало некој друг начин да се биде поблиску до македонскиот народ и до широките народни маси? Може би дел од тој револуционерен кадар на вистина верувал дека со влегувањето во таа бугарска администрација ќе придонесе да се приближи до македонскиот народ. Дел од македонскиот револуционерен кадар верувал дека во наводници се случило некакво ослободување на Македонија. А еден дел од тој револуционерен кадар секако се оддал и на градење на кариери и трупање на материјални богатства. Вистината за Тодор Александров во врска со ова е некаде помеѓу. Тој и во тој временски период останал доследен на својата максима дека етногеографската територија на Македонија не треба да биде поделена. Македонија треба да биде една единствена етногеографска и економска целина. Затоа и тој, како и другите македонски револуционери, влегол во таа бугарска администрација во периодот околу Балканските војни. Тодор Александров дури во тој временски период,
кога организацијата можеби не била толку активна во своето постоење и била дел од други борбени вооружени формации, испраќал писма, меморандуми, барања до големите сили Македонија да не остане поделена. Такво писмо упатил и до бугарскиот цар, во кое што го предупредувал да се завземе за тоа Македонија да остане неподелена, а во случај да се направи поделба на Македонија, тогаш Тодор Александров предупредувал дека оружјето на организацијата повторно ќе биде активирано. Во предвечерието на Втората Балканска војна, Тодор Александров преку декларација на Централниот комитет на ВМРО од 16 мај 1913 година, повторно се заканил дека ако македонското прашање не се реши така како што сака таа организацијата, нема да престане со своето револуционерно дејствување. И дека во виорот на борбите нема да се двоуми да се послужи со сите возможни средства со кои би можела да располага. Ниту пак ќе води грижа за Женевската или за било кои други меѓународни конвенции. За време на Втората Балканска меѓусојузничка војна во 1913 година, Тодор Александров од штабот на македонско-одринското доброволство, што се борело во состав на бугарската војска, бил вклучен во разузнавачки активности. На 2 април 1915 година Тодор Александров застанал на чело на Сдружените чети и селската милиција во нападот на железничката линија и мостовите во близината на Валандово и Удово. Вооружените чети под водство на Александров успеале да го завземат и Валандово и по одржаниот митинг да се повлечат преку тогашната гранична линија помеѓу Бугарија и Србија. Оваа вооружена акција на ВМРО имала за цел да го привлече вниманието на меѓународната јавност на неподносливата положба на Македонија. Во Првата светска војна, заради борбените действија, ВМРО како организација не постоела. Сепак, нејзиниот четнички и војводски кадар учествувал во создавањето на огромната борбена формација 11-та македонска дивизија, која се борела во составот на бугарската војска. Тодор Александров имал голема заслуга за создавањето на дивизијата. Крајот на Првата светска војна имал разочарувачки последици за Македонија и македонскиот народ. На Версајската мировна конференција се создавале новите европски граници според услови кои ги диктирале земите победнички од војниот сојуз на Антантата. Во едни такви услови, на неизвестност и исчекување, на 1 март 1919 година Тодор Александров од позиција на член на ЦК на ВМРО заедно со генерал Александар Протогеров упатиле мемоар до председателот на Версајската мировна конференција Жорж Клемансо, во кој побарале да дозволи учество на македонски представници на конференцијата. По завршувањето на Првата светска војна, голем дел од македонскиот револуционерен кадар емигрирал во Бугарија. Софија и другите поголеми бугарски градови станале средиште на општествено-политичкиот живот на македонските емигранти и револуционери од сите идејни теченија и струи. Започнале да се водат жестоки дискусии и дебати помеѓу македонските револуционери и дејци за иднината на македонското револуционерно движење. По завршувањето на Првата светска војна се воделе жестоки дебати и дискусии за тоа во кој правец ќе оди македонското револуционерно движење. ВМРО, а и Тодор Александров се обидувале да бидат доста прагматични во поглед на решавањето на македонското прашање. Затоа организацијата под влијание на Тодор Александров имала различни ставови и различни решенија, односно минимална и максимална програма во поглед на решавањето на македонското прашање. Кога е во прашање таа минимална програма, Александров се согласувал Македонија да добие и некаква локална самоуправа во рамките на кралството на србите, хрватите и словенците. Но исто така
Неретко тој ги истакнувал барањата да Македонија во низините етногеографски граници да биде дел од некоја Балканска федерација или дел од некоја Јужнословенска федерација. Тоа воопшто не било важно за Александров. Важно било да македонското прашање да се држи отворено на површина пред меѓународната и пред европската јавност. Напоредно со дискусиите и дебатите за состојбите во ВМРО, Организацијата, по иницијатива на Тодор Александров, ја обновила организацијската мрежа, искористувајќи ги старите канали и врски за снабдување со оружје, како и соработката со војно-офицерската лига во Бугарија, во која имало голем број на македонци офицери. Во 1919 година Тодор Александров и Александар Протогеров биле уапсени од страна на бугарската власт како наводни виновници за така наречената национална катастрофа на Бугарија. За кратко време Александров, а потоа и Протогеров побегнале од затвор со помош на блиски соработници и членови на ВМРО и оттогаш преминале во илегалност се до падот на бугарската влада на Александар Стамболиски. Набргу ВМРО започнала со својата четничка активност. Особено во Вардарска Македонија под српска власт и Егејска Македонија под грчка власт. Лично Тодор Александров застанувал на чело на комитските чети, кои престојувале најмногу во источниот и североисточниот дел на Македонија, во Кратовско и Кочанско, поточно во Осоговијето.